Во студиото на Здраво Македонија подева часот се дружиме со Александар Кочовски, деловен ментор и консултант за развој на мали и средни предпријатија. Елена Петковска, автор на првиот македонски готвач за бебиња, Беба Готвач, и пејачката Тамара Груевска. Останете со нас до 11 часот. Така е, верувам дека сте уште од рано изутрина заедно со нас од 6:45, така и во овој дел од денот кога имаме одлични гости на оваа трпеза обединуваме интересни и различни разговори. Домакинки во овој дел од денот ќе бидеме јас и мојата драга колешка Бисера. Бисера, како што е редот да те поздравам пред камерите. Така, добро утро Александра до тебе, добро утро и до сите наши гледачи кои го испија првото кафе заедно со тебе, се разбудија, се расонија и секако продолжуваме и во овој дел од емисијата со нашите гости, одлични теми, три различни професии, верувам дека ќе го задржиме вашето внимание до 11 часот. Уште еднаш Александра ги поздравиме гостите. Така е, како што се редот, веднаш до мене Елена Петковска, добро утро и добре ни дојде. Добро утро, добро ве најдов. На средина од ово убаво друштво Александар Кочовски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро од мене и добро ве најдов. И на крајот ни е Тамара Груевска. Добро утро и добре ни дојде Тамара. Добро утро, добро ве најдов. Како што е ред, бидејќи сте единствен меѓу дамите, Александар, да го започнеме. Почнуваме од мене. Така, да го започнеме разговорот со вас, бидејќи сте деловен ментор и консултант за мали и средни предпријатија, па првото прашање што би ви го поставила е доколку некој гледа, а има мал бизнис од 3 до 5 вработени, кој е првиот чекор и првиот совет што би му го дале? А во Македонија имаме и tekako такви бизниси од 3, 2, помалку број на луѓе. Така, тие се и најбројни како деловни единици. Како деловни единици, секако. У принцип, јас скоро никогаш па не делам совети, затоа што знаете колку човек станува постручен, сваќа дека станува секој избор има своја тежина и лесно од авторитетна личност една добра насока, а погрешна дадена во право место може да го однесе човекот во една друга насока. Што се однесува до совети, секогаш кога даваме совети, прво правиме детални анализи да видиме во која состојба се наоѓа, што примениле, што функционирало, што не функционирало, кои резултати им ги дале, каде сакаат да го движат нивниот бизнис во иднина. Оти не е исти совет за некој кој што сака да изгради компанија со 100 луѓе на 10 милиони евра да работи на светски пазари и некој кој што сака да има скромен бизнис, да кажем, нели тоа е убавината на бизнисот каде што можеш да креираш она што ти сакаш. Така да ја можам и често велам дека јас често пати давам свое мислење базирано на искуство, нели, на знаење стекнато, за да дадам совет морам да ги знам деталите, нели? Так. Сигурно не одиме на лекар и да ти рече лекар ме боли глава, а нема ништо и напише аналген. Добро е да се направи детална анализа. Така. Но зашто собствениците често велат дека немаат добри луѓе, а истовремено е тешко да ги најдат и да ги задржат квалитетните работници? Јас секогаш им велам на шега, ако ја имаше оваа мисла, немаше да се омажиш и да се ожениш. Оти луѓето не знаат кого бараат. Најчесто они кога почнуваат свој бизнис, па и јас така го почнав својот, затоа и заврши за после 9 години. Обично кога работиме, ние мислиме дека само главната работа е она професија, оперативниот дел што го имаме. Па програмер мисли дека добар код е добар бизнис, а продавачот мисли колку подобро ќе продава, дека толку подобро ќе му расте бизнисот. Оној кој што е во производство, мебел, железарија, што и да е во оперативен дел, мисли колку дека има подобар производ, дека толку побрзо ќе им расте бизнисот, не знаејќи дека тоа е само еден од 9 сегменти. Инаку во секој бизнис имаме и продажба, и набавка, и финанси, производство, луѓе, значи сплетна една целина од 9 сегменти. И сега кога ние играме една вештина само, а ги занеморуваме останатите, често пати вработуваме некој да ни помогне, односно работите кои што не ги сакаме ние да ги работиме, да ги доделиме на некој друг. Па јас, ако сум сметководител, јас сакам да книжам, да фактурирам, но маркетинг, продажба, однос со клиенти. Може се да ни оди од рака. И тоа обично го даваме на други луѓе да го работат, а кога вработуваме, не вработуваме според организацијска структура, па која личност ни треба, со каков профил, со конкретно знаење. И тоа значи дека од прилика ако ја немаме сработена ова домашна задача, обично не знаеме колку бараме и нормално на оглас такви луѓе ни се пријавуваат, значи ти не знаеш кого бараш, он не знае кого тражи, ти не знаеш кого си примил и на крај имаме двајца луѓе кои што имаат различни очекувања, а на крај секој очекување води кон разочарување и така луѓето повторуваат ова со години и кога ќе видат дека и нивните пријатели исто зборуваат,
денеска е главна тема, нели? Во цела држава нема луѓе за работа, паметните се иселија, добрите се некаде се вработени, нема луѓе. И кога истата изјава ја слушаш од 100 места, сваќаш дека уствари, аха, тоа е реалноста. Но јас викам, пази со кого спиеш и пази со кого се дружиш, оти стануваш дел од луѓето со кои што се нон-стоп дружиш. И не е вистина дека нема луѓе, и како има во државава квалитетен кадар, и како има способни луѓе, и како има луѓе кои што сакаат ред, работа, дисциплина, само малку има предприемачи кои што може да им отварат врата и пат за да дојдат на тоа место. Ако не се бави човек со личен брендинг, ако не ја позиционира компанијата да стане атрактивна, привлечна за некого, ако нема обезбедено нормални услови, една работна позиција на едно место, тогаш логично е дека јас им велам, прашај се дали син ти и ќерка ти би сакал да се вработи и би се пријавил на оглас. И овие луѓе со кои што се работуваме, тие се искрени, имаме отворена комуникација и велат, па не. Ако ти ќерка ти не би се вработила, зашто очекуваш на живот Некој дете друг да да ти се се вработи. пријави? Тоа често Тоа е во реалноста, коментарите на Facebook, нели, кога нудат бараме работник кој што знае англиски, знае да работи, знае 15-20 критериуми, а од оздолаа плата заборавивте да напишете, нели, Тоа е сите затоа што самите не го критериуми. пишуваат огласот, туку го даваат на некој. Ај ти пиши ми, Бисера, ти си паметна, напиши ми оглас. И сега Бисера ќе напише од свој агол. Или Но чат дали- GPT. Од чат GPT веќе се генерички огласи. Веќе нели? се е на чат Тие GPT. огласи веќе не ги ни читаат луѓето. Особено луѓето кои што се искусни, тие знаат уште додека го читаат профилот дали таа компанија е за нив или не е. Има многу нејасноти што човек кога е искусен, искусен не се станува затоа што повеќе читал, туку затоа што сменил повеќе компании, повеќе работни средини и точно знае да забележи што е добра компанија, што не е добра компанија. Така. Од вашето искуство велите дека има и паметни и млади луѓе, и Тамара ние секако пример за тоа, и она ние тука, но како се задржуваат паметните, млади, вредни работници без разлика во која бранша? Одлично прашање, одговорот не е едноставен, но како што ништо не е во животот едноставно, тоа значи дека се во животот што правиме е прогрес, односно процес. Никогаш не постои конечна дестинација каде што ќе кажеш сега е супер фирмата, атрактивна и овака се задржуваат. Но тенденцијата е секогаш да се подобруваат условите. Што е најважно? Најважно е емпатија, односно секогаш да размислуваме од другата страна, а како овој мој вработен се чувствува. Дали има нормални услови, дали јас кога би бил на негово место би сакал да работам во оваа компанија. Што е тоа што би ми сметала? А тоа се здрави, искрени, отворени, ранливи разговори за кои што луѓето едноставно не се спремни, затоа што самите знаат дека си создале хаос, едно им ветувале на вработување, а подосна условите се сосема други. Јас велам и не е ни тоа ништо лошо. Тоа си го направил од незнаење, кога би знаел подобро, ти подобро би направил. Но кога си човек и од другата страна е човек, само отворено разговарај. Не знаев, сгрешив, ајде да се подобриме. Сега како се задржуваат луѓето? Некои се обидуваат со финансии, некои со многу финансии, некои со уште повеќе финансии. И тоа Како се што не може со пари, може со многу пари да се купи. Да, така е. Иако ова не треба да биде така. Стратешко трошење, наивно трошење на пари е само една скапа лекција. Како се задржуваат? Така што се формираат кариерен развој, организацијска структура, организацијска култура, како еден на едно обично работна позиција да му ја отвориш визијата дека може да расте како менаџер, како шеф, како координатор, како учесник на, значи да биде дел од таа визија. За жал сопствениците немаат визија, не знаат каде го носат нивниот бизнис, не знаат кои луѓе им треба, не знаат кој треба да биде на директорска, на менаџерска позиција. И тоа вработените го забележуваат. И кога лидерот нема визија, логично дека стадото се разбегува. Кога би резимирал, одговорот би бил кариерен развој, кога би било тоа би значело подобрување на работни услови и давање на автономија и слобода на луѓето, оти не може секој да биде Александар, не може секој да биде Бисера. Нашата задача како сопственици е, ако Бисера е најдобра пред камера, однос со јавност и комуникација, тогаш остави ја да ја работи работата најдобро што знае и сето она што го велам јас ѓубре, односно она што не сакаме да го работиме, зашто не сме способни, зашто не дал Господ, зашто не ни е интерес, само да го делегираме на други луѓе и да вработиме околу Бисера луѓе кои што уживаат токму тоа да го работат. Така. Задоволство е да ве слушам и навистина се надевам дека ќе помогнеме многу со советите кои што утре ќе ги споделите во многу домови, дестинации, мали и големи компании, но додека ве слушав, размислував на темата за Елена, за она што низ 10 години го создадовте вие.
Создаден од две мајки, Бебе Готвач прерасна во еден препознат бренд низ годините, па дури излезе од границите на Македонија. Кога препознавте дека ова не е само ваше хоби? Па што е најинтересно, воопшто не го препознавме, него како Го живеете. Да, баш го живееме. Кога не се држиш за нешто толку многу цврсто, без планови, без планирање кога што како треба да биде, барем така и нас така испадна. И така ни се случува да иде по некако глатко, без притисоци, дека нешто мора да се направи. Значи, Бебе Готвач се роди сосема случајно. Може би во подсвеста ние сме го размислувале како некаков проект, бидејќи све започна со групата Здрава храна, здрави деца на Facebook. Така некако постепено се местеа коцките. Ни се случи еден така ненајден повик од една издавачка куќа, дали сакате да напишете Готвач. Меѓутоа, нас не ни се допадна нивната понуда, па решивме да бидеме самостојни издавачи. И еве сега, на наредна година во мај месец, 10 години од како го издадовме Бебе Готвач, а пред него се групата Здрава храна, здрави деца и првата македонска Android апликација Бебе Готвач. После него искочија Рецептариум, YouTube каналот, сега на TikTok спремаме нови проекти. Како не растат застануваме. вашите деца, растат и вашите идеи. Да, затоа што се менува сега нашето секојдневие и потребата. Нас ни требаат нови идеи затоа што децата ни се повозрасни, се попребирливи, малце е потешко да им се удоволи вкусот, желбите. Ако ние сме имале неколку канали со исхрана на телевизија, они денеска имаат милиони. TikTok, YouTube видеа и само измислуваат и бараат некои нови рецепти, идеи. Да немате сега идеја за тинеџ Готвач. Беба Готвач се Да не откриваме се. Но Елена, дали во Македонија е можно добра идеја создадена од мајки да изгради сериозен бизнес? Да. Ако сериозно се ангажираш, не е само за мајки, него воопшто, како што кажа и гостинот, јас не, кај мене не постои, нема работа, има лоши работници, него нема волја и кревање раце и лесно предавање. Не дека е лесно, може би нас ни беше лесно затоа што во периодот кога го работевме Бебе Готвачот, двете бевме со мали деца, па на породилно отсуство од работа, па може би тој период ни беше полесен, меѓутоа после една година ние продолживме со истото темпо, а тука се и семејните обврски и работните обврски, плюс деца, плюс шетање, плюс измислување чуда за да може да ги занимаваш беа мали. Секоја идеја, ако се ангажираш, можеш да ја оствариш да биде успешна. Така. Како растат децата на Елена, така ќе растат и идеите, но Тамара, кога ќе погледнеш наназад како едно 5-годишно девојче кое е почнало да пее, дали можеше да се замислиш себе дека ќе настапуваш на светски сцени? Па мислам дека да, бидејќи се занимавам со музика уште од мали години. И уште од мала секогаш сум пратела музика, се што е ново во тренд и мислам дека музиката секогаш ми била приоритет и секогаш сум се гледала во тој правец и мислам дека би сакала да продолжам со тоа бидејќи тоа највише ме исполнува и ме прави среќна и мислам дека секој треба да го прави она што е најмногу среќен и најмногу што го исполнува и што те прави тебе среќна? Имаш 15 години, ни доаѓаш од убави од гостиве, што тебе те прави среќна? Па најмногу еве можам да кажам ме прави среќна Новите песни. Новите песни, да, секако еве најновата песна сега што е Нема да бегам. Една преубава нова песна. Носи преубава парака. Која е дело на Роберт Билбилов, со кој се соработуваме многу више долго време. Голем поздрав до Роберт Билбилов. Извонредна и песната е извонредна, секоја чест за делото која што го создадовте. од него. Така. Текст на Тања Соколовска, исто така ова веќе ни е втора песна, после Имам сила и ете една голем поздрав и голема благодарност до нив.
Одлично. Александар, на почетокот споменавте дека треба да направите анализа за да дадете совет. Па доколку би имале 30 минути со еден предприемач, што прво би го прашале? Број еден ми е најважно како изгледа неговиот приватен живот. Неостварен човек, неостварен бизнис, супер бизнис без приватност е катастрофа. Што сакам да кажам? Во животот забележав луѓе кои што имаат многу добар бизнис, затоа што цел живот се фокусирале, но заборавиле дека имаат и семејство, и здравје, и тело, и хоби, и приватен живот, и на крајот дошле до ситуација каде што имале се, ама самите себе се изгубиле, затоа што го изгубиле и семејството, и здравјето, и ја платиле скапата цена. Имаме луѓе кои што едноставно толку многу се фокусираат на бизнисот, едноставно забораваат дека треба и животот нивни е на прво место, односно семејството. И обично кога правиме конференции, семинари, тренинзи, секогаш ги прашувам што ви е најважно, кренете рака. И сите број еден, семејство. И викам супер, а колку време посветувате со семејството, сите раце спуштени доле. Кој ви е најважен во животот, па ја ќе кажат, децата, семејството, супер. Сега да ви звони телефон, кому ќе кренете? Дали на сопругата, сопругот, на детето или на клиентот? На клиентот. Овие што се искрени. Ово во јавност не е така. Во јавност е друго. Што сакам да кажам? Дека некогаш луѓето кога се фокусираат на една работа губат дефокус на друго. Ја убавината во бизнисот е токму балансот. Значи не е добро ни сиромаштија, не е добро ни премногу пари, не е добро ни топло, ни ладно, некаде да се трудиме на средината. Што значи мене секогаш ме интересира каков е животот на сопственикот. Одморен човек може да твори, одморен човек може да размислува, да креира. Човек кој што се бори за екзистенција, за да преживее, кој што се бори за здравје, кој што му е лошо семејството, он не е во состојба да може да твори и да размислува, а нека намали ние да зборуваме за долгорочна визија, за стратегија, за вработување, ако тој е во ситуација сам да се спасува секој ден. За жал, повеќето компании во Македонија, тоа не е моја статистика, тоа е статистика државна, ќе забележите дека повеќе од 80% компаниите во Македонија се неликвидни, односно кога денеска би требало да се направи некој рез, повеќе од 80 компании би затвориле уште денес. За жал, повеќето влегуваат во ритм каде што и да сакаат да затворат, не можат да затворат, оти треба фактури да те оплатат, тие некаде должат. Знаете, еден циклус каде што нема игра. И често пати велат, нели она старата поговорка, денар плаќам за да влезам, 5 да излезам од орото. И ако ја видите статистиката на Народна банка, тоа е дека секој втор човек, односно повеќе од 80% од жителите во Македонија се кредитно презадолжени. Кој картички, кој по 5, кој кредити, краткорочни, долгорочни, што не ја кажува колку народот во Македонија е финансиски писмен и колку знае да води бизнис. Што значи дека едно е колку имаш промет, а сосема друго е колку ти имаш реална добивка. Предприемачите често гледаат колку има на сметка, нели? Еј, плати Перо, плати Живко, тој што е, како е, ќе имаме ли за плата, ќе имаме ли за роба, заборавајќи да мерат клучни бројки, профитабилност, ефективност, ефикасност, се тоа бројки кои што значат. Јас не сум толку паметен колку што изгледам, затоа изгасна мојот бизнис прв, бидејќи јас мислев дека добар телевизорџија, добар сервисер и значи дека клиентите самите ќе си доаѓаат на препорака и тоа е така, секој бизнис расте на препораки, но тоа е само еден дел од вистината. Вториот дел од вистината е човек мора да знае да управува со финансии, да знае како со луѓето, да знае како да ја гради фирмата, треба да знае како да привлекува луѓе, како да привлекува клиенти, а тоа е систем маркетинг кој што предвидливо треба да генерира квалитетни, квалификувани клиенти, треба да знае да гради продажба, што тоа значи дека самиот собственик треба да знае да продава, но предвидливо и системски, а не да зависи Александар знае да продава, тимот околу него се снаоѓа. Туку затоа се прави систем за продажба каде што сите пеат на една книга, по еден речник да кажам. Следно ниво е кога ти ќе излезеш, веќе имаш тим, имаш работници, поентата е не ти понатамо да продолжиш да маркетираш, да продаваш или да произведуваш, туку како да го систематизираш бизнисот, да луѓето околу тебе, чија што работна позиција е продавач, да продава без тебе. Оној кој што произведува, да произведува без тебе. Така да, секогаш кога правиме анализа, прво ме интересира човекот, оти човекот ако кренал раце од себе, јас не можам да му помогнам. Второ што ме интересира за човекот, дали презема лична одговорност или не. Ако ги обвинува другите луѓе, како вработени, како клиенти, како државата, како не знам што, тогаш јас не можам да му помогнам затоа што заборава дека тој е собственик на тековна. Јас секогаш велам, ти можеш да се криеш и да обвинуваш други луѓе, но ликот од сабајле наутро кога го гледаш пред огледало, ти не можеш да го излажеш, како што јас сум свесен за моите слабости секој ден и сите ние имаме свесност за нашите слабости.
Разликата е само некој ги игнорира, а некој постепено ги решава тие слабости. Јас сум подготвен и соработувам исклучиво со луѓе кои што се амбициозни, кои што се свесни за своите недостатоци, кои што признаваат дека сгрешиле, кои што сакаат напред, ти види само тоа е единственото решение. Тоа може да не води напред. Апсолутно, да. Се другото се решава. Неколку пати споминавте собственикот. Па зошто најчесто во Македонија собствениците стануваат и највработениот човек во собствената компанија? Одлично прашање. Така е. Едно од незнаење, а второ е од предрасуди. Значи секогаш имаме две страни. Едното е незнаење и незнаењето секогаш води кон грешни одлуки кои што ги повторуваат со години. А второто е од страф и кога би кажал тоа е само една ментална блокада која што е исклучиво од страф и ништо друго. Што им се случува? Јас не ги обвинувам затоа што водење на бизнис и бизнис кој што преживеал 5, 10, 20 години во ова лудо време не време е за почит и јас длабоко ги почитувам. Но што е разликата? Што ако јас водам бизнис, да речеме имам ресторан, имам не знам сметководствено биро, архитект, инженер, не знам како. Сите собственици се плашат да не го изгубат образот. Значи им значи секој коментар на клиентите и знаат дека во оваа мала држава дека секој втор, трет се со некого се знае и не сакаат да го изгубат образот. Затоа они се фокусираат секој клиент да биде задоволен. Сега кога они се среќаваат секојдневно со проблеми, они губат довербата во други луѓе и мислат дека ако јас ја препуштам работата на друг, дали ќе ја сработи како мене. Они на почеток некако ја препуштаат, а подоцна гледаат како реално се појавуваат проблемите и тука се плашат, а што мене, ако ме нема, дали ќе го изгубам образот, дали ќе ја завршат работата. И ова е реалност. Но поентата е како се надминува со знаење, со системи, со едукација, но не само на собственикот едукација, туку и едукација на тимот, а верувајте дека многу малку компании инвестираат во своите вработени, туку имаат преголемо очекување во смисла еве ти ги сите услови, еве ти јас никого не казнувам, никого не отпуштам, као нели емоцијата ги води. Секогаш велам во бизнис ако те води емоција и ако те води интуиција, нема да те однесе на повисоко ниво. Емоција и интуиција те носи до една гранка каде што можеш да направиш промет 200-300 илјади евра, можеш да имаш 3-4 вработени, за да се дигнеш ти над милион евра, за да дигнеш компанија самата да функционира без тебе, за да може да не се грижиш за секоја одлука, секој човек да си ја работи својата позиција, а те да се бавиш со стратешки работи, за ова бара систем, бара експерти, бара луѓе, а тоа значи дека нас како собственици не чека една нова игра, а не е тоа сервисирање, порадавање, поправање или креирање, туку напротив, овој пат архитектура и градење на својот бизнис. Многу алки постојат за да имаме нешто успешно, но го споменавте образот, па Елена би се навратила кај вас, бабите секогаш велеа чист образ. Но колку бабините совети треба да ги почитуваме или да ги тргнеме настрана во се што го подготвуваме денес за нашите деца? Па не дека нивните совети се лоши, може само да ги модифицираме спрема нашите потреби, инаку како што бабите знаат да кажат некој совет да ти изненади и да функционира, мислам дека од младите не може да ги очекуваме тие совети. Јас знам дека кога децата ми плачеа, баба ми стално викаше: "Само стај му раката, не мора да го кренеш одма во рака. Куче, вика, си видела како ги покриваме лецките, доволно е да те осетат." А јас на пример на секој плач од бебето, земи го во раце, кичваме боли рацен бол. Не го креви, стај раката. И навистина така бебето го осеќа мирисот од мајката, близината и навистина не мора да го кренеш во рака. Или некои совети за како полесно да се најдеш во кујната. Ние пред да го напишеме беве готвачот, ајде да не зборам за Ирина, за мене јас знаев со мајка ми по телефон да готвиме компир, манџа, борања, додека навлезеш, јас сум гледала, меѓутоа друго е кога лично се вклучуваш. Да ти кажа точно што, како, кога да ставиш, за да ги научиш сите тие финеси. Значи советите од постарите, од мајките, од бабите, не мора сите да ги прифатиме, меѓутоа не треба ни онака осудувачки. Ние сега сме некои нови генерации, експерти, не слушаме, не. Учиме додека сме живи. Така е. Ова со бабините совети ма потсети кога порано седнувавме сите заедно на трпеза и немаше неќам, не ми се јаде, ова не го јадам, ова не го. Додека не се најадеш, нема да станеш од маса, нели? Тоа нечесто беше барања, спанак, не знам нешто што не ми се допаѓало. Како Елена сега со новиве генерации да им наметнеме во наводници еден начин на здрава исхрана, дека треба да се јаде, но и дали се уште треба да имаме авторитет, од психолошка страна. Треба да се јаде и готово.
А ние го ццкаме, го правиме, па цветчиња ќе правиме, па зајчиња. Тоа не, додека се мали, да. Еви сега кога ќе го спремаме десерт, ужинка, појадок за кого како, додека се мали за да им се стекнат тие навики дека храната, нели први ни јадеме со очите, а потоа со вкусот, со стомакот. Убаво е да е за деца кои се проблематични, пребирливи, особено до 2 години поминуваат ни за различни развои, скокови во развој, вадат запчиња, па тргнало во градинка, па бактерија, додека ние откриеме или го боли увце, не знае да објасни, она одбива да јаде. Тогаш да се трудиме, меѓутоа сега како се веќе поголеми и разбираат, целата поента со бебе готвачот, со групата, со здравата исхрана е да се наметнат здравите навики, да ги имаат децата, да знаат што е добро, што е лошо за нивното здравје, бидејќи последиците од лошата исхрана ни се гледаат од 2 години јадење смоки, на 5 години ние ќе ги видиме. Не ќе ги видиме кога ќе бидат возрастни, 30-40 години. Јас знаев да се насмеам кога ќе речат нас што ни фали, секој втор од наша генерација никакова хронична болест. На сите нешто ни фали. Значи некој нешто грешал. Еве на нашите деца, особено на моите, ништо не им е забрането, меѓутоа се трудиме дома да балансираме, да има повеќе здрав извор, отколку не дека не смеат да грицнат или да јадат чоколадо. Ништо тоа не им еускратено. Они знаат да изедат денеска и 5 сладоледи, меѓутоа оброкот што е сготвен, да го изедат. Јас со керка ми немам проблем, она е отворена за вкусови, за пробување. Имам еден син, ништо што не јаде. И знаете како е, вака сега јас искачам, зборувам за здрава исхрана, мајка води на спортска медицина и докторот ти вика, мајка, детето ти не ухрането. Викам, не дека не ухрането, он е стварно многу слаб, ама е многу пребирлив. И викам, таков метаболизам, има него ништо не му се фаќа, он е како скакулец. Ама е здрав. Тоа најбитно. Битно е да знаат дека ги хранам децата. А Тамара, имаш ти некој омилено јадење? Ручек. Имам повеќе така. Ке ни кажеш кој ти е омилено? Да слушнаме пределено, да видиме. Кажи боранија, грашак, па Грашак исто јадам. Исто и можам еве ориз да кажам дека најмногу тоа што готви баба ми, да. Надоврзила. Здрава варијанта. Еве јас белиот го сакам повеќе од интегралниот. Да. Кучански наш ориз ми е најубав. А кога се зачините во прашање? Јас во мојата кујна практикувам зачини од сите можни кујни, најмногу ни одговара, гледам и на децата вкусот, оние шпански, мексички, тако, чили, син ми многу сака да јаде луто, се надевам и апетит ќе му створи. Да. Лутото отвара апетит. Не, ќе изеде 3 феферончиња, лепче не става во уста. Зачините се убави и бебињата ги чувствуваат дури и преку мајчиното млеко, значи мајките кога дојат и кога јадат разновидна храна, после на бебињата им е полесно да се навикнат на некои вкусови. Многу го сакаат, например, бебињата вкусот на лукот, ванилата, циметот. Моите деца ги сакаат и свежи зачини, суви зачини, експериментираме во кујната. Макдоналдс, босилок, завчера пред да идеме на одмор дома купив многу убав јабучар, го исаков. Баслинови од згора босилок и киркаме, леле колку убаво мириса како во Италија. Ние во Италија не сме били, ама мирисот ама дома го знаеме дека да. Така, убаво. Тамара, ти не замина во Италија, но ја представи Македонија пред Европа. Какво беше ова чувство? Што за тебе значеше? Колку врати ти отвори и кога ќе се навратиш наназад, што беше најголемиот предизвик да се застане на оваа сцена? Мислам дека стегнав едно големо искуство од детската Евровизија, секако. Стоеше голем тим за тоа, работевме со месеци, бидејќи тоа е еден голем настан. Бидејќи не е лесно да застанеш пред многу луѓе кои те гледаат и од малите екрани и таму, се разбира. И мислам дека еден големо искуство, едно големо доживување и секако и после настапите, после леската Евровизија настапите ми беа полесни, бидејќи публиката те препозна. Да. Така.
А верувам дека по готвачот кој што го објави речиси пред 10 години, на Елена вратите во сите кујни се отворени, па така и ќе бидат во нашата кујна. Елена ќе те поканам во кујна да подготвиме, да не зборуваме, бидејќи храната е убаво да се почувствува, да се види. Повели во кујната која и како не е толку не голема ни мала, но е одлична за еден утрински десерт, појадок или за она што ќе одлучиме да го направиме. Зборувавме за готвачот, убаво и да го покажеме за сите кои што го немаат, имаат потреба, каде може да се купи бебе готвачот? Бебе готвачот може да се купи во сите поголеми книжарници во Македонија. Тримакс достапен е во целиот свет преку Тримакс, значи одлично, имаме нарачки од Ова се двете виновнички кои стојат за бебе готвачот. Вие сте ни гостинка во студиото, но ете да ја запознаеме преку оваа мала фотографија, а потоа и подоцна ќе покажеме повеќе фотографии од дамата која што заедно со вас го создаде бебе готвачот. Уште еднаш да го кажеме нејзиното име и презиме. Ирина Наков, она е во моментов на одмор, инаку ќе ни беше и она тука. Нека одмори. Заслужено. Заслужено. Ајде ние да започнеме со подготовка, што имаме и што ќе подготвуваме. Ова е нешто што јас и ќерка ми обожаваме да го јадеме, дали за појадок, дали за вечера, дали кога ќе ни се пријаде нешто благо, и бидејќи овие намирници бараат да се одстојат, за да бидат и правилно подготвени и повкусни, ги подготвив од дома. Во оваа тегличка има чија семе, потопено од вчера, со една лажичка мед и малце какао. А овдека имаме фино сомелени снегулки, такви ги купуваме, тие ни се најмеки, само со млеко. Какво млеко додавате? Оризово? Млекото е по желба, овој пат ставив обично кравјо млеко, инаку најмногу го сакаме од овес. А ова тука е нешто како сос од урми, значи ова се само одстојани урми во вода и убаво изблендирани, и ако може и со вилушка да се спасираат. Лесен мармалат, јас го велам. Да, за да засладиме. Така, лесен и здрав мармалат, кога нешто децата ни бараат дома сладко, така, одстојани урми, само благо изблендирани, и мислам дека ова може да го намачкаме на млепче или со палачинки исто убаво, да. Палачинки, супер идеја. Нема да ве мачиме да правиме палачинки утрински, но ќе направиме еден убав и лесен десерт. Имаме овошје кое што е сега барем засега замрзнато, но може да го конзумираме и свежо и во форма во која што го имаме. Ајде да го соединиме се ова, да изгледа убаво. Покрај тоа што го имаме на македонски бебе готвачот, нешто за што сакам јавно да споделиме е и албанската верзија која што ја издадовте. И ја имаме во моите раце. Како се случи ова? И тоа сосема случајно, во вистинско време се сретнавме со вистинските луѓе, ја препознаа идејата, им се допадна, имавме. Не така беше лесно, 2 години преговори и разговори за да го имаме денеска овој готвач. На 14 јули ни беше промоцијата во Приштина, во Косово. Таму го промовира исто како ние тука кога го направивме, кога го издадовме готвачот, со нутриционист, со гости, со мајки кои веќе ги запознале со рецептите. Помина одлично, еве гледаме има нарачки и може да се нарача од Косово и во Македонија. На истата страна како што е Луга име е паре, тоа ја не можам да го изговорам. Нема да ни замерат. Да, нема да ни замерат, инаку во превод значи моја прва лажичка не е бебе готвач, бидејќи на албански звучи името е посоодветно. Супер. Може да се купи во Косово и Албанија и како и бебе готвачот е достапен во целиот свет. Одлично, одлично. Го имаме на македонски, на албански, но имаме и кујна која што треба да подготвиме. Ајде да го соединиме се она што го имаме. Имаме уште 4 минути до крај. Александар, што вие сакате да си готвите? Мислам дека Како денот вам ви започнува? Со каков појадок? Немам некој ритуал баш за појадок, но знам да се вплеткам во кујната на сопругата. И тоа изгледа од страна интересно. Добро. Значи, таа е главен шеф, вие сте само асистент. Па, така некако. би рекол дека самостоен асистент, самостоен готвач. Супер. Елена, да ги направиме помеки, поедноставни за конзумација. Да, може само да се
изблендираат, испасираат, све зависи за која возраст го подготвуваме оброкот. Ние сме возрастни, ние можеме да џвакаме. Ако е за бебиња Треба и да одбиваат, испасираме. одбиваат да јадат Која е првата храна што ја подготвивте за вашето прво бебенце? печено јаболче. Печено јаболче. Сосема соодветно, автохтоно, така и препораките се во бебе готвачот да се започне со она што е препознатливо за Македонија, првин со тие намирници, потоа ги воведуваме сите овие нови, модерни, странски намирници. Во Македонија е сосема соодветно да се почне со јаболче крувче, а не, например, со риба или со, не знам, некои како што почнуваат скандинавските земји. Колку избегавме од традицијата и станавме нешто што ни самите не можеме да се препознаеме. Еве споменавте автохтоно македонско јаболко. Но колку ете мајките денеска авокадо, намирници кои не се ни за наше поднебија, потоа се чудиме од каде алергиска реакција, од каде имаме одредени заболувања кои не се ни својствени за она што значи Македонија. Да бидам искрена, јас на ова прашање не можам да одговорам затоа што јас не избегав. Ние дури во бебе готвачот ги имаме сите оние македонски традиционални јадења како Одлично. Тавче, гравче, грашак, толчени суви пиперки, само приготвени на еден поздрав начин. Начинот на подготовка на мирниците, како се подготвени, што во нив е ставено, се избегнуваат нели многу масла. Например, по старите, ако нема доволно масло во некоја манџа, таа не е убава. Да се задржи, ете тие некои работи, ние ги избегнавме и ние дома, иако ги користиме сите намирници кои се добри за нашето здравје, приоритет се, ете, сега е сезона на домашните сливи, секој двор барем тука во Скопје, во секој двор ги има, да не правиме муабет во помалите места. Јаболките сега августовски, нели лубеници, смоквите, кај баба ми веќе имаше созреани, значи ги форсираме првин тие намирници, сега зимно време кога имаме помалку свежо овошје, односно имаме многу помалку избор. Затоа нашите баби правеа компоти. Правиме и ние, и тоа имаме и тука рецепти во групата и на нашата страна. Затоа го поттикнувам да, тоа. без шеќери, без ништо, значи само овошјето или зеленчукот во сопствената течност, сварени, начинот на подготовка е ист, меѓутоа ние не ставаме шеќери. Одлично. Ако и вие сакате да готвите здраво по рецептот на вашата баба, но истото да биде на начин подготвен соодветен за на вашето младенче, да не му внесете повеќе шеќер од колку што замислувате, советувајте се со бебе готвач на нивната апликација или пак унаму каде што може да ги лоцирате на социјалните мрежи или како што милуваме да кажеме на еден ретро начин, да го земеме готвачот и да готвиме по насоката која што ја имаме од нив. А што ќе сготвиме ние со Елена до крај, ќе видите по реклами.